Штрајкот во образованието се уште не е целосно завршен и покрај тоа што СОНК и владата вчера начелно се договорија за зголемување на платите од 12%. Според првично прифатливите 12% покачување, платата на наставниците во просек би се покачила за 3100 денари и таа би изнесувала околу 29.000 денари. Ова не е она кое дел од наставниците го очекуваа, бидејќи штрајкот го започнаа со барање за покачување на платите од 18,6%, поради што тие излегоа на протести пред СОНК. За председателот Неделков, конечната одлука на крај на штрајкот сепак ќе ја донесат членовите на СОНК. Нашиот синдикат со 50+1 глас ќе одлучи за прифаќање или одбивање на понудата на владата. За таа причина бидете сигурни, без никакви манипулации и злоупотреби ќе бидат јавни и транспарентни резултатите од изјаснувањето на членството. Како повеќето членови се изјаснат, реков 50+1, таква ќе биде одлуката, без разлика дали ни одговара или не ни одговара. Од друга страна, министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска се надева на позитивна одлука на СОНК. Се надевам дека сите оние кои што штрајкуваат дека ќе се вратат на своите работни места. Од утре ќе започне да функционираат и училиштата и детските градинки нормално. Децата ќе се вратат во училиште, учениците во училиште, децата во градинките, а родителите ќе се вратат на своите работни места. СОНК и владата вчера, освен повисоки плати, договорија и креирање на нова методологија за раст на платите, која треба да биде завршена до крајот на годинава, а ќе се применува од 2023 година и ќе биде дел од општиот колективен договор. Како предмет на усогласување на гранскиот колективен договор ќе биде вклучена и редовната исплата на регресот за годишен одмор, односно К15, кој што ќе почне да се исплаќа од следната година.